Добар ден, почитувани, стартува магазинот за родителство 0+ месеци на телевизија Телма. Денеска ќе дознаете што се ве очекува од раѓањето до првата година на вашето бебе, од разговорот со примариус доктор Лиљана Којич, педијатар и наркомедицински директор во клиниката ВФВ. Добре ни дојдовте во студиото на Телма. Добре најдов. Изгледа дека новороденчињата најчесто се најпоспани во текот на денот, а се најбудни навечер. Па колку часа, докторке, обично тие спијат и кога родителите може да очекуваат нивното бебе да преспие ноќта? Знаете како, доста е индивидуално, али има некои рамки кои се груби правила. Прво, новороденото е една мала персона која доаѓа од едно место каде што нема дење и ноќе. И му треба време да се прилагоди и да направи циркадијален ритам. Тука можеме и да помогнеме. Генерално, они спијат, се очекува да спијат некаде помеѓу 14 и 17 часа. Но индивидуално е, некои деца ќе спијат 13, некои ќе спијат 18 часа. За родителите тоа е еден тежок период во кој што треба својот ритам да го прилагодат на ритамот на бебето. И мислам дека може би е најдобро да се обидат да му создаваат навика на бебето да го разликува денот од ноќта. Да бидат побучни во дневните активности, да не ги гасат светлата, а навечер да ги придушат и звуците и светлата. Но некакво прилагодување на бебињата на некаков циркадијален ритам не би очекувале пред крајот на вториот месец, а стабилен патерн на спиење некаде околу 6 месеци. Значи, до 6-тиот месец треба да бидат подготвени дека ќе имаат бесони ноќи родителите. Така. И да соберат сила за тоа. Во првите 2 е многу тешко, а подоцна тие 2-3 месеци генерално би требало полека да создаваат навики кај бебето за спиење. Од 4-тиот месец можат да почнат да се изфрлаат ноќните оброци. Тоа ќе придонесе до 6-тиот месец, за од 6-тиот до 9-тиот да остане само еден, а од 9-тиот да нема ни еден навечер и тогаш е веќе многу полесно. Така, тоа е еден исто така голем предизвик, кој што го опишавте, изфрлање на ноќни подои или пак ноќно хранење на бебето, но ќе проговориме за тоа подетелно подолу во текот на емисијата. Исто така плачот е единствен начин за комуникација на бебето со околината, со родителите. На почетокот тој е прилично интензивен. Се намалува ли плачот од недела во недела, како што бебето расте? Да, видите како. Значи, негдека прочитав дека детскиот плач, не можам сега да кажам точно колку децибели е отприлика, е еден од највознемирувачките звуци. Особено е тешко за млади луѓе кои првпат имаат дете, не ради тоа само што тоа представува една така дистракција и вознемирување. Постои тука и емотивна димензија. Загрижени се луѓето затоа што немаат искуство претходно. Загрижени се дека нешто се случува со детето. Не знаат зошто плаче. Не знаат зошто плаче, а всушност плачот е единствен начин на комуникација. Бебето не знае да каже нелагодно ми е, но оно едноставно ќе плаче. Меѓутоа, има тука, да кажам, сите работи што ги комуницира едно бебе, ги комуницира преку плачење. Од гладен сум, до жеден сум, до ми се игра, не ми се игра, остави ме на мира, ми се спие, пренадразнет сум, немој веќе да ме дружиш толку, гушни ме, остави ме, полна ми е пелената, мокар сум. Сето тоа се комуницира со плачење. През времето родителите, иако се многу исплашени, ќе научат да ги разликуваат различните типови на плачење. Како да препознаат? Затоа што кој плач укажува на глад, на полна пелена или пак на болка? Болното плачење се разликува. Болното плачење се разликува, упорно е. Многу е болно и тажно. Бебето тажи и се жали и тоа е нешто, доколку болката трае, тој плач нема да престане, или ако престане повторно ќе расплаче ако постои нешто што навистина го мачи. Многу е тажно и нема енергија. Станува динамично затоа што болката измачува, троши енергија.
Најчесто и најгласниот плач е глад. Тоа е плач на полна плуќа, со широко отворена уста. Имаше и една студија која ги разликува различните типови на плачење и тоа е точно така. Новороденчињата плачат со допирање на непцето, со произведување на звукот ла или не кога се гладни. И тоа е долг, упорен и интензивен плач. Малото човече се буни, бара храна и додека не му се даде нема да престане. За разлика, да кажеме, од плач при полна пелена, кој е негодувачки плач, кенка, исто и за грчевите. Плач кој ќе почне со кенкање, па ќе се засилува и кога ќе поминат грчевите, ќе се подсмири. Исто така долг и упорен плач е кога е изморено или пренадразнето, престимулирано. Значи и за тоа може да плаче упорно и, како што споменавте, со надразнителен плач. Да, тоа се случува кога, да кажеме, ќе го шетаме, па после го галиме, оно е веќе изморено. Во тие ситуации, ако сме негде надвор, треба да си одиме дома и да пробаме да направиме мирна атмосфера, каде што ќе нема други визуелни, звучни дразби и да го успиеме да го смириме. Ако сме дома и ако е тоа во некоја просторија каде има повеќе луѓе, треба да се повлечеме негде каде што ќе бидеме сами, за да се смири. Превише му доаѓа не може да го процесира сето тоа и негодува. Ги споменавте инфантилните колики, односно грчевите. Колку често се случува родителите среден ноќ да бараат педиатриска консултација, бидејќи се преплашени од упорниот плач на нивното бебе, а да се работи за колика, за гасови? Па да, се случува не е ретко, да ви кажам. Не само навечер, се случува и преку ден. Да дојде испаничен родител, кој само плач, не знам што да му правам. А уствари се работи за инфантилна колика и тоа е генерално задача на матичниот педијатар. Битно е на родителите да им се каже дека се работи за една појава која не е изолирана, него е прилично масовна. Некаде 80% од бебињата имаат инфантилни колики. За генезата Дали тоа болест? Не. Не е болест. За генезата на коликите имам повеќе теории и ја верувам дека сите тие во некоја рака се точни. Од слаб абдоминален зид, до незрела дигестија, до несозреан микробиом. Сето тоа се, веројатно, не е еден од тие изолиран, него склоп на сите заедно. Они се јавуваат некаде, ги очекуваме после 14-тиот ден, пикуваат некаде во 6-та недела, од 6-та до 10-та недела, а потоа венеат. Битно е да се искомуницира со родителот и да му се објасни дека тоа не е болест, али и дека не болат. Има голема студија, мултицентрична, која што укажува на тоа дека при плач растат хормоните за болка, а не при појава на грче. Што значи дека колку повеќе бебето плаче, стресот тој ги качува хормоните, стрес хормоните, плачењето. А пред тоа, кога се самите колики во тек, нема покачување на стрес хормоните. Значи дека не болат и тоа е многу важно родителот да го знае, за да се успокои он. Вика, али зошто тогаш толку плаче? Затоа што не знае да каже нелагодно ми е. Мама, нелагодно ми е, мешето ме боли, не умее да го каже тоа, него плаче на цел глас. Го боли. Сето тоа што треба да се направи во тој момент е да се смири детето, прво да се гушне, да се смири, евентуално некоја лесна масажа да се направи, да се користат тие средства кои што ги имаме против грчеви. Ги препорачувате? Да, апсолутно. Знаете како, ако постои нешто што ќе олесни, зашто сега да го мачиме? Тоа не се спектакуларни средства, меѓутоа помагаат. Има различни типови на капки, дискутабилен е нивниот ефект. Да. Јас сум за тоа да се она што е некако evidence-based, тоа се пробиотиците. Значи пробиотиците има доказ дека помагаат. Има доказ дека помагаат. Од друга страна постојат и други, тоа се препарати како што е симетикон, тоа се препарати на лактаза. Ензимот, всушност што е разложува лактозата во млекото. Да.
Тие можат да се дадат и сите три препарати имаат заедничка една страна која што исто така ги загрижува родителите. Треба да им се објасни дека ниеден од нив не се ресорбира, дека делуваат на ниво на цревото, на цревниот лумен и дека се изфрлаат заедно со столицата, дека нема да биде превише капки, превише медикација. Дека тоа е голем страф на новороденче да се даде толкава количина. Тоа ги загрижува. Тоа е тоа што ги загрижува родителите. Овие две работи треба да се искомуницираат за да родителите бидат малку поспокојни. Сето тоа што треба да го направат, да го гушнат бебето, да го измасираат, ако треба и една купка блага да направат, да ги дадат овие препарати, да го ушушкаат, смират детето, али да они не се вознемирени, да знаат дека се работи за една релативно безазлена појава физиолошка, која ќе си помине. Минлива. А дали почесто овие грчеви ги добиваат бебињата кои што пијат адаптирано млеко во споредба со бебињата што цицаат или нема разлика? Па, знаете како има во различни студии даваат различни податоци. И едните и другите имаат грчеви. Се вели дека тие што се на мајчино млеко имаат повеќе грчеви. Ја мислам, има некои студии кои што велат дека децата на формула. Генерално мислам дека и тука има улога и факторот на аерофагија. Ако се цица халапливо, и ако се голта воздух, тоа е едно мало меше кое не може и храна и воздух да истолерира одеднаш, тоа е тоа. Мислам дека тоа придонесува исто така и затоа е добро да се инсистира на подригување. Така, споменавте подригнување, се јавуваат кај бебињата и уште други условно речено проблеми, барам така родителите ги толкуваат, како што е блюцкањето и штуцањето. Сега, зошто се јавува блюцкањето? Блюцкањето се јавува поради слабоста на спојот меѓу хранопроводот и желудникот. Не е тоа повраќање? Не е повраќање. Слабоста на овој сфинктер е нешто што е физиолошко за новороденчиња до 6 месеци. Дури и кога се работи за повраќање и за рефлукси, ретко кога, освен ако не е масивен рефлуксот, тој се третира пред 6-тиот месец. Значи се работи за една физиолошка појава, малку е послаб, тој прстенест мускул кој треба да го затвори хранопроводот, за да не може да се врати оброкот во хранопроводот и се случува да дел од тоа млеко или само сурутката се врати и тоа ги вознемирува родителите. Те истече од кревите на устето. Или од устето да ја натопи пелената или креветчето на кој што спие. Често бебињата мирисат на кисело. Да. Меѓутоа, тоа е исто така една физиолошка и безазлена појава. Родителите ќе знаат да го разликуваат вистинското повраќање по количина. Ова е количина колку една дланка. Блюцкањето. Добро. А повраќањето е нешто друго, тоа е повраќање на полна уста. Во млаз? Во млаз, и ако тоа се случува повеќе пати во текот на денот, треба да се консултираат со својот педијатар. А во однос на подригнувањето, бебето по секој оброк, по секое доање или пак шишенце млеко треба да се исправи и да пожелно би било, иако има сега некои нови ставови кои викаат дека не мора, меѓутоа генерално да ги мачи вишокот на воздух, барем кога се така мали, добро би било да се исправи. Има и некои техники за побрзо подригнување на бебе. Има една техника која лично ја не сум ја знаела, меѓутоа е вистина ефикасна и тоа сме го пробувале, да кажам. Да се седне бебето, да се фиксира долната вилица убаво, за да не му луксира главата напред-назад, да се потапка по грбот лесно, верувајте дека за отприлика 10 секунди ќе го исфрли воздухот и тоа е мир после тоа. Мир после тоа, така. Би сакала да ве прашам уште нешто во однос на плачот кај бебињата. Дали тие треба да се земат во раце секогаш кога плачат, бидејќи постои убедување во народот дека доколку бебето постојано се зема во раце, родителите ќе го разгалат или пак дека бебето манипулира со плачот? Не. Знаете како? Еднаш во животот сте бебе. Мислам дека секогаш кога ќе се расплаче бебето, треба да се земе и не само тоа, има научни докази за тоа дека децата кои што се држани во раце
секогаш кога имале таква потреба некоја, имаат подобар развој подоцна. Скоро е објавена таа студија и статистички во проценти е кажано како... Бенефитот е голем. Бенефитот е голем. Она што не треба да се прави е панично да се трча према бебето кое плаче. Верувајте дека они некако имаат некои сензори за тоа да осетат, страшно брзо научуваат кој им е важен. Тоа е број 1 мајката, таткото и сите тие caregivers, даватели на нега кои што се околу него, брзо научува да ги разликува. И практички некако сваќа дека се неверојатно важни за неговиот опстанок. Верувајте дека знае да ги разликува кога се смирени, а кога се вознемирени. И ако се трча од типот, немој плаче, страшно го вознемирува бебето тоа. Тоа е тоа што не треба да се прави, а треба да се земе секогаш во раце, бидејќи дисциплинирање на бебе пред 9-тиот месец е нешто што апсолутно нема никаква сврха. Премали се да манипулираат. Ако бараат внимание, окей, дајте им го, еднаш се бебиња. А негдека дисциплинирање некакво би могло да дојде предвид дури после 9-тиот месец и тоа многу нежно, многу благо и во однос на оние работи кои што представуваат опасност, да кажеме, пипање, штекери, електрични уреди. Што може да се повредат, нешто што е опасно по нивниот живот. Тоа многу цврсто, а нежно. Галите по главчето и викате не. И сте цврсти во ставот. Независно од тоа што ќе има и кенкање и плачење, а тоа е веќе бебенце кое разбира. 9 месеци е мала глава, паметна една која малку и разбира. И ако манипулира, окей, вие знаете, возрастни сте и супериорни сте. Ако манипулацијата не се однесува на нешто што е штетно, дозволете. Така. Зашто да не? Зашто да не? Брзо поминува тоа. Знаете како? Брзо поминува тоа. Апсолутно не сум за тоа да бидеме хиперпермисивни према децата. Децата мора да имаат граници на дозволено однесување. Зошто? Поради тоа што, да кажеме, оно ни е центар на светот дома. Кога ќе тргне во градинка или во некаква детска група или колектив, таму има 20 принцови, 20 принцези. Тешко ќе се снајде. Значи, треба да има граници на дозволено однесување кај деца, зборувам за деца постари од година дена. Така. Меѓутоа, галењето на децата у првата година е нешто што би требало да се случува. Мислам, тоа е... Така, студиите покажуваат тоа е поврзано и со развој на мозокот и со емпатијата во животот што ќе имаат, значи влие на многу аспекти од животот. Затоа и треба да се практикува. А кога зборуваме за гладно бебе, споминавте дека плачот е карактеристичен, но понекогаш родителите секој плач го врзуваат со глад. И мајките кои што дојат се исклучително исплашени дека нема доволно млеко, дека нивното бебе е гладно, па се измолзуваат да проверат колку млеко имаат, при тоа не може да измолза доволно, па се сомневаат дека е гладно и сето тоа е еден маѓепсан круг на стравови и грижа. Како родителите да почувствуваат, да препознаат дека бебето е гладно? Треба ли да го мерат постојано додека е мало по секој подој? Колку често треба да се мери на вага? Треба ли да внимават колку измочкани, искакани пелени има бебето? Не мора да го мерат. Може, доколку тоа ги смирува. Знаете како, мајката во првите 2 месеци е едно суштество кое што баш му е тешко. Посебно е, независно од тоа од каква средина потекнувам, но посебно ако била социјално или професионално активна претходно, тоа е период во кој што е она депривирана од сите можни нејзини потреби, а друго и ние како општество, особено овдека на Балканот, каде што младите родители немаат економска самостојност да се на страна од баби и дедовци, трпи огромен притисок и од семејството и од околината, од социјални медиуми, од тие све е нешто мораш. Не мораш. Значи, ако тоа ја смирува, ако ја успокојува, нека го прави.
Има поедноставен начин. Мокрите пелени се доказ дека бебето доволно јаде. Не мора да се мери постојано. Ако малото бебе има 5-6 мокри пелени во текот на денот, тоа е сосема окей. 6 до 10 е сосема окей. А столици исто така е, тоа е нешто што ги вознемирува. Дали е окей? Јас се сеќавам на една мајка која што упорна беше дека детето има диареја. Не се работеше за диареја, се работеше за нормална столица. Едноставно не можевме да ја убедиме дека е тоа нормална столица. Ќе се прочита некаде во литературата дека треба да е златно-жолта. Мислам дека тоа малку не е точен опис. Столицата е обично кашеста и има боја на сенф. Тоа е вистинската боја. Честотата... А конзистенцијата, зрнеста структура треба да има? Како да се разликува пролив од... Има зрнеста структура, а проливот од е нормална... нешто што е течно, потечно. Тоа е веќе потечно. Ова е кашесто, добро. Кашесто може да биде и поформирано, но е кашесто. Проливот е течна столица. Добро. Течна столица во која ќе има примеси од слуз, а овде ќе има мали зрнца кои се практички сапуни. Масни сапуни. Тоа се тие зрнца кои што се наоѓаат во бебешката столица. И што е нормално тука, неретко ќе дојдат и ама нема столица. Колку нема столица? 2 дена. Ако е на мајчино млеко, ние ќе толерираме, да кажеме, нормално е од вака една проста формула од 5 пати во денот до еднаш во 5 дена. Кај мајчино млеко ќе толерираме и подолго. И подолго? Колку подолго? И 7 и 10 дена. Подобро е него да ги научиме да ја евакуираат столицата со стимулации. Ја многу често тоа го прават родителите, кога бебето нема да има столица неколку дена, наоѓаат различни начини за стимулација, од врвчето на топломерот намачкано со некое кремче, до чепчиња или пак дури земат... се мачи. Земат и тие што се со клизми бебешки. Так. Дури и тоа употребуваат. Има глицерински бебешки клизми кои ќе ги аплицираме тогаш кога стварно поминале повеќе денови, повеќе од 5 дена, и кога гледаме дека мешето е тврдо, дека... вика се мачи бебето, тоа знае да ги вознемирува. А видите како, процесот на дефекација е процес кој е активен. Не е само пасивно евакуирањето на столицата, него бара малку помош и притисок и од нас. Тоа што бебето притиска, тоа е нормално. Нормално е затоа што столицата не се отпушта така, без наше некое активно учество. Сега, ако произведува звуци црвене, тоа е нормално, не треба да се загрижува. Тоа значи дека малку се напрега. Кога се напрегат и стануваат црвени во лицето. Малку дава активност, малку оганче има тука од самото бебе. Може да помогнат со масирање во правец на казалки на саатот, може да се вози точаче, може лесно да се притисне едната надколеница према абдоменот, да се брои до 5, па да се отпушти, па другата, па потоа и двете. Може бебенцето да се земе како да го држиме на нокширче. Така. Со тоа што ќе го наслониме на нас, да му биде стабилна главата и да се фатат ножињата да му се помогне да евакуира столицата или гасовите кои го мачат и прават да се напрега така. Доктор Којич, понекогаш се случува новороденчињата да имаат празнење на цревата по секој подој. Дали е тоа нормално? Нормално и се вика гастрополички рефлекс. И колку време тоа треба да трае? Што ако има десетина столици бебето во текот на денот, тие постојано цицаат. И тоа е во ред. И за тоа исто се обраќаат чисто на педијатар родителите. Со тоа што од тие 10 празнења нема сите да бидат обилни. Некои ќе бидат само за прљана пелена, али ќе има. И гасови, и ќе има и мала количина на столица. Не треба да ги загрижува тоа е рефлексно празнење. Како што ме прашавте да се навратам и на штуцањето. Штуцањето е рефлекс. И кивањето е рефлекс. Во тие први денови кивањето е рефлекс кој што ги штити и кај возрастните исто. Дишните патишта, веројатно малото носе е осетливо на честички. Кога ќе влезе некоја честичка во носето, детето ќе се обиде да ја елиминира.
и ќе почне да кива. Кивањето е рефлексна едно рефлексно дејство, исто е и штуцањето. Малку ако се надразни диафрагмата, тоа може да биде да е малку да му е поладно или да е малку преполнето желудничето. И ќе почне да ика. Ќе се смири икањето. Некои родители се обидуваат да го смират икањето со неколку капки лимон, да практикуваат такво нешто или нема потреба? Нема потреба. Нема потреба. Нема потреба. Тука ќе пуштиме еден блок реклами. Во вториот дел од емисијата ќе им дадеме можност и на гледачите да постават прашање. Значи, по кратката пауза веднаш се продолжуваме со денешниот разговор. Останете на Телма. Денешна гостинка во студиото ни е примариус доктор Лилјана Којич, педијатар, медицинска директорка во клиниката ВФВ. Со неја разговараме за грижата и негата на бебето во првата година од животот. Од овој момент, почитувани, ќе можете и вие да се вклучите во денешната емисија на телефонскиот број 3076 677. Ќе продолжиме, доктор Којич, со капењето, со бањањето на бебето. И тука има најразлични препораки. Колку често треба бебето да се бања? Секој ден, преку еден ден, еднаш до 2 пати во неделата, 2 пати во месецот? Ова што го кажавте последно е нешто што е близу до она што се научни ставови. За жал, негдека мораме да правиме компромис со културното милје, меѓу кои и во нашата земја е некоја таква традиција да бебето треба да се бања често. Јас се согласувам дека бањањето на бебињата е прекрасна работа, затоа што водата опушта. И тоа му доаѓа кога ќе се воспостави еден ритам, зборуваме за подоцна, би било добро да се бања секој ден во смисла на еден убав спа ритуал, но не во првите денови. Зошто? Поради верниксот и кожниот микробиом. Така, во некои земји после породувањето, после раѓањето, бебето воопшто не го бањаат. Го оставаат со таа обвивка на телото, што ја спомнавте. Тоа е верниксот во кој што практички се развива микробиомот. Неверојатни се сознанијата, ја да ви кажам, работев долго во интензивна нега, каде што тоа малку ми било поле од интерес. Искрено сум се интересирала за микробиомот до онде докаде што таа моја проблематика била засегната, да кажеме, кој пробиотик смеам да го дадам на прематурно бебе, дали воопшто смеам и кој тип смеам, да кажеме, dual strain пробиотици. Беа првите тие што смеа да се даваат во интензивен сетинг. Да кажам, меѓутоа, тоа беа, да кажам, мојот вовед во проблематиката со пробиотици. Во последниве години се поголем и поголем број е на студии на кои што наидувам за значењето на пробиотиката и на нашиот микробиом. Негдека пишува дека поголем број имаме на бактериски клетки од нашите клетки, тоа не е сосема точно, но дека имаме огромен број на бактериски клетки кои што живеат на нашите тела, тоа е точно. И ова што вие го велите е токму во таа насока. За на кожата да се разраснат оние колонии на бактерии кои што ќе го чуваат интегритетот на кожата. Имунитетот. И имунитетот, да. Тие што се одговорни за одбраната на кожата од надворешни влијанија. Така да тоа е несватливо и за нас, а особено има држави каде што, да кажеме, е ритуално првото бањање и тука обично се прави некаков компромис. Искрено, добро би било да биде одложено првото бањање, што е можно подолго, најмалку 24 сати од раѓањето, да не се уклонува верниксот. А ако можеме да го продолжиме тој период, би било уште подобро, со тоа што да кажеме, ама како сега ќе одржаваме хигиена? Па има различни начини на одржување на хигиената, да кажеме, има така наречени sponge baths, па онда можеме да се фокусираме на хигиената на кожните набори. Таму се тие ризични места каде што може да ни се случат иритации и да ни се деси да ни се размножи онаа флора која не е пожелна, тоа се бактерии или габици, а тоа се под гушата, во пазувите, на надколениците,
и пеленската регија. Тука мораме да бидеме ригорозни со хигиената, да ги пребришеме тие со навлажнето крпче. Не со влажно марамче? Не со влажно марамче. Влажното марамче е еден фантастичен цивилизацијски асет, да кажам вака. Многу се тоа практична една работа, тогаш кога сме надвор од дома, тогаш кога, да кажеме, сме некаде на гости, или дури и дома за да ја тргнеме столицата. Меѓутоа, генерално добро би било да се пребрише со водено крпче. Добро. И доколку се работи само за урина, доволно е тоа, потоа ќе избришеме со мека крпа, не со влечење, него со тапкање, внимателно и во наборите да не останат водени, затоа што тоа после погодува за развој на бактерии и особено на габички. А доколку се работи за столица ја би измила со вода и со благ раствор на некој добро прилагоден сапун со добро прилагодено pH. Проточна вода под чешма? Може и така, може и така. И после тоа едно убаво тапкање, бришење темелно, а потоа убав еден слој бариерна крема и готово, тука сме готови. Имаме двајца гледачи кои што очекуваат вклучување во денешната емисија. Да ги слушнеме нивните прашања. Добар ден за првиот од нив. Добар ден. Повелете. Овдека е мајка на 3,5-месечно бебе. Сакам да прашам, до кога треба детето да се крива за да подждригне и дали ќе може докторката сликувито да објасни методата за подждригнување и уште едно прашање. До кој период потребно е да се даваат пробиотици бидејќи бебето ми е на адаптирана формула? Добро. Ви благодарам за вклучувањето. Доктор, ќе може да го вклучиме и следниот гледач, па ќе ги дадете одговорите на двете прашања. Добар ден. Дали се слушаме со следниот гледач? Добар ден. Не, во ред, повелете, па ќе се вклучи подоцна гледач. 3,5 месеци е веќе дете кое има зајакнат абдоминален цит. До 4-тиот месец он ќе биде зајакнат, ќе може и само да подригне, али може да се помака. Некако после 6-тиот месец веќе самото бебе ќе може да го исфрли воздухот. Не треба толку да се инсистира како кај новородено. Маневарот за подригнување што пред малку го споменавте, така. Ќе го ставите бебето кај себе си во скут или на некоја равна површина, ќе се фати овде, като изгледа застрашувачки вака за родители млади, страф им е, но треба цврсто да се фати овде, за аголот на вилицата, за да не му луксира главата, главчето да биде лесно наведнато према напред. Добро. И да се гали, многу е свиткано, да се гали значи, тапка да биде по грбот. седнато и да се прилегне. Дали смее да седи на толку мала возраст? Ако е тоа кратко време, не смее, нормално не смее да се остава да седи, но ако е тоа кратко, 10 секунди, не е ништо страшно. Може да се остави така и доста брзо. И мене ми е жал што немаме кукла да го демонстрирам како изгледа таа позиција. Во следните емисии ќе имаме кукла за тоа да може практично да се покаже. Да може сликовито да се покаже како. А пробиотиците до која возраст? Ја би го продолжила до 12-тиот месец. Од него нема никаква штета, има само корист. Се додека не созрее тој микробиом и додека не почне детето да има на година дена, рачунаме дека ќе има исхрана, оно смее да јаде се што смееме да јадеме и ние, и тука ќе има и внес на храни кои што имаат пробиотици. Ајде сега да му дадеме втора можност на гледачот да се вклучи во денешната емисија. Нек ми даваат знак дека се исклучил во меѓувреме. Во ред. Да проговориме и за симетријата на главчето на бебето. Понекога се случува да се израмни главата на страната на која што бебето постојано лежи. Па како да се превенира тоа или доколку се случи, што да се преземе? Но тоа е безазлена појава. Исто така и обично се решава сама од себе. Да кажем, малите бебиња до 2 месеци имаат нешто што се вика асиметричен тонички вратен рефлекс. И он е присутен и друго, бебето на тој начин одржува равнотежа. Ќе видите една позиција, ако пробате да го легнете бебето на грб во таа возраст од 0 до 2 месеци, оно одеднашка ќе се сврти на страната која на него му е попријатна и ќе направи едното раче ќе биде испружено,
а едното ноже ќе биде испружено, а другото свиткано. Личи помалку на мечувалец. Онаа позиција на мечувалец. Тоа не е нешто што треба да ги вознемири родителите. Тоа е начин на кој едно бебе одржува равнотежа. Не му е зрела и самиот тонус на мускулите е таков да не може да држи равнотежа по права линија. Како ќе навлезе во третиот месец, тоа ќе почне да се подобрува. Децата негде као околу 3-4 месеци кога ќе ги поставите да легнат на грб, они ќе бидат во состојба главата да ја држат равно. Затоа оно се врти на една страна и затоа може да се деси главата да се сплеска од таа страна, не треба да се превенира. Сето она што треба да се прави е да се почне рано со престој на меше. Тоа е нешто што во нашава култура оди доста тешко. Родителите се плашат. Родителите се плашат, прво, а второ реагираат на плачењето на бебето. Ја исто би реагирала на плачење, али не би реагирала на кенкање. Оно кенка не затоа што нешто го боли, него затоа што се фрустрира. Таа мала глава е теска. Многу е паметна, али е теска. Зашто? Затоа што е голема во однос на телото. Главата кај мало бебе се содржи 3 пати во димензијата на телото, за разлика од нас, кај кој што се содржи 7 пати. Нормално дека е потешка и поголема за тоа мало тело, но телото треба да се навежба да ја држи главата исправена. Оној момент кога ќе постигне доволна јачина на мускулатурата на раменскиот појас да ја држи главата и ќе осети автономија, ќе може да ја врти само и веќе нема да се поставува во таа позиција каде што ќе биде главчето сплескано. Перничиња не се препорачуваат. Не ги охрабруваме. Има различни некакви помагала, но не ги препорачуваме. Негде каде што има деформитети изразени на главата, но тоа е подоцна, после 6-тиот месец, ортопед ќе констатира и ќе препорача во таа ситуација, во таа ситуација ќе го следиме неговиот совет. Имаме гледач, добив знак да го вклучиме. Овој пат се надевам успешно. Да, добар ден. Добар ден, поздрав до прекрасната водителка и до докторката. Ви благодарам. Убав празник. Вака да ви кажем, керката прошли пат јас сум баба. Нели она исплашена сега младите, детенце мислим имамо внуче, и плачајќи се затајало како викамо ние, нели, однема глас, затаја се. И она се исплашила и вика на мене што да му правим. И јас так не знам што да му кажем, нели, кој да ќе се исплаши, нели, нема оној, знаеш кога се заплаши. Да, предпоставувам заедување при плачење, така. И да однема, нели, помодрее дури. И ја викам, нели, јас се исплаши, викам, не знам сега среќа докторката да видим што ќе ми каже, па да знам и јас зашто и ние забравяме, знаеш, и ние се повеќе плашимо, викам ти си се исплашила повеќе од детенцето. Живи и здрави и поздрав. Ви благодарам за вклучувањето во програм и за прашањето. Ова исто така голем страв на родителите кога бебето ќе плаче, односно детето. И драматично изгледа. И ќе зајде, не зема воздух, понекогаш помодруваат. Не се за окривување, затоа што драматично изгледа. Се работи за безазлена појава исто така и се работи за темперамент на детето. Детето е поосетливо и се случува да еден период има без респирација, без дишување. Тоа во народот е познато како заоѓање, нема да престане да дише, не треба да се секираат. Имено, дишниот центар не е под автономна контрола наша. Кога ќе се собере, тоа ние го знаеме, особено тоа ми било и струка, тоа сум го работела. Кога ќе се собере кај дете кое е здраво и има здрав центар за регулација на дишењето, кога ќе се собере поголема количина на CO2, односно ќе порасне парцијалниот притисок на ПCO2, автоматски ќе се активира центарот за дишење. Тоа го знаеме како е, да пробаме ние да престанеме да дишеме, да едноставно нема да можеме. Независно од нашата волја, ќе продишеме, нели? Затоа што тоа е автономна регулација, автономниот нервен систем го регулира дишењето. Ако јас сега престанам да дишам, а имам доста голем капацитет и мислам дека можам да издржам доста долго, негде 40 на секунди сигурно, после тоа, сакала ја не сакала, ќе продишам. Така да не треба да се секираат. Само треба да го потапкаат. Детето ќе си продише само. Не треба да ги секира тоа. Не се тоа ни конвулзии, нити се грчеви, нити е нешто како епилепсија. Тоа се обично краткотрајни едни периоди кои трајат максимум 20 на секунди, после тоа ќе продише само.
И покрај тоа што изгледа, значи, Изгледа исклучително лошо. драматично и стресно, родителите Во достанат плачење кога се случува. смирени достанат, ако можат. Така. Бидејќи ќе се нормализира. И да не да не се обидуваат да го извадат јазичето, сето тоа што треба да го направат е да го свртат на бок. На страна. Така. Во тој период, за да не може епиглотисот, јазикот да го затвори епиглотисот, да го затвори влезот во трахејата. Имам уште еден гледач, да му дадеме предност. Добар ден. Добар ден. Ало, добар ден. Ве слушаме во програма сте. Повелете. Мајка на 6-месечно бивенца. Прашањето ми е околу дневните дремки. Имаме 3 дремки по 30 минути. Дали е тоа доволно и кога да очекуваме промени? Ви благодарам за вклучувањето во емисија. Колку пати дневно бебето треба да спие, до кога му се потребни дневните дремки? Дневните дремки се потребни и после една година. Само што ќе се редуцира бројот. Овде имаме 3 дневни дремки, кои се од по половина час. Тоа е обично краток период. Они знаат да земат и да имаат дремка од по саат време. Меѓутоа има една друга работа. 6-месечното бебе е некој кој што учи многу брзо, многу се стимулира лесно од околината и просто да кажам, многу е тоа симпатично, као да сакаат да ги скратат периодите на спиење за да не пропуштат нешто, све живо ги интересира. Бројот на дремките во овој период ќе се намали и ќе се стабилизира на 2, кои што можеби ќе бидат подолги. Точно после 6-тиот месец ќе се намали негдека на 2. Кога точно тоа ќе се деси е прилично индивидуално и варира од бебе до бебе. Значи ќе се стабилизираат 2 дневни дремки, едната негдека предпладне, едната негде попладне, а по одење на една дремка негдека после 12 до 15 месец. Едно преспивање ќе има само детето. Ке тежне е да биде што повеќе будно, да кажам, да има што повеќе будни интервали и за да може да биде активно, ќе се обиде да се опира на заспивањето, да кажам, особено се симпатични кога имаат некоја активност и кога му се затвараат очите, она се труди и понатаму да игра или да нешто такво прави, да се обидува да се опира на... Се обидува да остане будно, што подолго. Уште двајца гледачи очекуваат да постават прашање. Добар ден за првиот од нив. Добар ден. Ве слушаме во програма сте. Повелете. Чао, поздрав до вас и до докторката. Моето бебенце е 2 недели. Прв пат бевме на педијатар 10-тиот ден, откако падна папочето. Сакам да ја прашам докторката кога да биде наредниот преглед на педијатар и како да се движат тие прегледи. Ви благодарам за вклучувањето во емисија. Дали може веднаш да го вклучиме и вториот гледач? Добар ден. Добар ден. Повелете. Поздрав до докторката. Сакам да прашам, јас сум мајка на 3-месечно бебе. Така? Бебето пие адаптирано млеко, само еднаш во денот, еден оброк јаде мајчино млеко. Добро. И сега имаме проблем со столицата, последните 2 недели некако ни е темно жолта, зеленикава. Дали тоа укажува на тоа дека детето е гладно или може да има некој друг проблем? Добро. Ви благодарам за вклучувањето во денешната емисија. Докторке, повелете се одговорите. Значи вака, втората контрола треба да е на навршен 1 месец, за да може лекарот да процени какво е напредувањето во тек на првиот месец. Обично оваа контрола, која што е на средина на месецот, 10-тиот ден биле, негде околу 2 недели последно би требало да е вратена родилната тежина. Тоа е тоа што го очекуваме на таа контрола. А на крајот од месецот лекарот ќе направи проценка како не напредувало и моторно, и соматски, и телесно. Пожелно би било секој месец да се контролира, доколку е тоа можно. Затоа што тоа се контроли кои што не само се контролира растењето на децата, туку се контролира и развојот. Има одредени чекорчиња кои се карактеристични за секој месец. И доколку можностите се такви да може да се контролира секој месец, би било добро. Доколку не се,
оние битни контроли кои што треба да се направат се на крајот на првиот месец, во третиот месец, 6-тиот, 9-тиот и 12-тиот месец во текот на првата година, а потоа 2 пати годишно во тек на првите 36 месеци. Така. А што е со прашањето на втората гледачка? Втората гледачка беше? Втората гледачка се однесуваше на бебе кој што има 3 месеца. Дали е гладно? Така, дали е гладно, кој што има зеленикава столица. Затоа што има само еден Тоа е млечен голема оброк дилема од кај мајчино родителите, дали не со мора да прашање глад. значи. Тоа ако напредува во тежина, столицата не е гладна. Имено, децата кои што се на млечни формули, тоа се хидролизирани формули, они даваат малку, знаат да дадат малку позеленикава боја. Значи, не значи секогаш зелена столица, гладна столица. Некој пат столицата знае да позелени од оксидација, а некој пат зависи од хидролизатот кој се користи, самата столица може да има зелена боја. Посебно оние формули кои што носат ознака комфорт, тие знаат да дадат позеленикава столица. Ако бебенцето напредува добро и качува на тежина, столицата не е гладна. А доколку бебето е на мајчино млеко, а има зеленикава столица? Истото? Истото, не мора да значи критериум глад? е. Не мора да значи. Доколку напредува добро во тежина, самата боја зелена на столицата не мора да значи ништо, значи дека стоело подолго време и оксидирало. Да не се вознемируваат. Доколку бебето не напредува доволно и има зелена столица, тогаш треба да си го консултираат педијатарот. Доктор Којич, имав идеја денеска да зборуваме и за скоковите во развој, но бидејќи тука го заокружуваме денешното издание на магазинот за родителство 0М+, ви очекувам повторно во оваа емисија, кога надолго и широко ќе проговориме и за оваа проблематика. Да, тоа е интересна тема и ја би сакала да зборам за тоа, затоа што тогаш се децата малку поплачливи и тоа е нешто што така, знае. воспоставениот ритам се менува преку ноќ Знае и да ги тоа ги вознемирува родителите. родителите. Така. Ете ни ја веќе следната тема договорена, само уште да договориме термин. Почитувани, повторно ќе се видиме со доктор Лилјана Којич, педијатар, наскоро во 0М+. Ова беше се во денешното издание кое што го посветивме на негата и грижата на бебето во првата година од животот. Се надевам дека ќе ги искористите сите совети и препораки од денешната докторка во вашата секојдневна пракса, во секојдневниот живот и грижата за вашето бебе. Се гледаме секој понеделник во 0М+, а останатите денови од вторник до петок разговараме за здравјето на возрастните. До гледање.